Слаб одзив на протестот организиран од СДСМ за покачување на платите на просветните работници. Едва и 50 на наставници се собраа за да побараат плати повисоки за 12%. Овој септември требаше платите да бидат зголемени согласно законското усогласување за 12,15%, односно во просек за 4300 денари. Едно општество може да оди напред само ако водиме грижа за зголемување на квалитетот на образованието. А токму наставниците играат најзначајна улога за унапредување на образованието, но уште повеќе и за децата правилно да се насочат кон иднината во сите современи сфери и аспекти од животот. Лидерот на СДСМ призна дека сите кои се собраа се дел од членството на партијата и комисиите, што автоматски на протестот му се даде политички контекст, а не реална борба за повисоки плати. Слабиот одзив не го загрижи Венко Филипче. Смета дека е доволно барем да се испрати пораката. Тука се собрани просветни работници кои што изминатите 7 години интензивно работеа на креирање и имплементирање политики во интерес на просветните работници, да се покачат платите, да се сотоат зголеми животниот стандард. Сметам дека ставот на премиерот дека сега не може да се покачат платите, исто така и на Министерката за образование. Најпрво е едно понижување и навреда за просветните работници. Од ВМРО ДПМН велат дека Филипче доживеал фијаско на денешниот протест, бидејќи не го поддржале ниту членовите, камоли народот. Кој го излизга Филипче со идејата за протест е нешто на кое што треба да си бара одговори самиот. Факт и реалност е дека СДС беа власт до пред 2 месеци. Тие ги имаа сите можности да ги зголемат платите на наставниците и тоа не го направија. Министерката за образование порача дека претходната власт буџетот го оставила празен и не предвидела пари ниту за редовна исплата на платите, не пак за зголемување. Овој месец наставниците ќе го добијат септемвриското нивелирање согласно законот од 0,5%. Со буџетот за следната година ќе бидат предвидени пари за поголема корекција на платите. Може ли некој да замисли дека јас нема да се борам за правата на наставниците и пред владата, и со социјалните партнери, и во контакт со наставниците, и во контакт на сородителите? Јас постојано го потенцирам значајното место кои наставниците го изгубиле, а треба да го имаат во општеството, вклучувајќи го и покачувањето на платата. Јаневска вели дека е подготвена за средби и диалог со синдикатот за да се изнајде решение во наредниот период. Веднаш откако излезе најавата за денешниот партиски собир на наставници, реагираше и синдикатот за образование, наука и култура дека се оградуваат од какви било политички активности. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, вели дека немаат донесена одлука за порадикални мерки како протести или штрајк и дека ќе бидат конструктивни како социјални партнери. Очекуваат до средината на септември да се заокружат преговорите во однос на зголемувањето на платите. СОНК нема донесена одлука дека ќе примени некакви порадикални синдикални средства, се мисли на протест или штрајк, така да од тука не треба да има загриженост на родителите за почетокот на учебната година. Ние, така како што и претходно најавивме, ќе бидеме и сме конструктивни како социјални партнери со Министерството за образование и со владата. Во моментов основната плата на наставниците без никакви додатоци во основното образование е околу 33.500 денари, во средно е 34.600 денари.